Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал и на ова последно видео за 2024 година. Последниве неколку години снимав вакви видеа на самиот крај од годината во кој што зборувам за најдобрите книги што сум ги прочитал во таа година што изминува. За разлика од претходните години, наместо топ 10 тука ќе зборувам за топ 5 најдобри книги, со тоа што пред да зборувам за тие книги ќе спомнам неколку книги што исто така се речиси подеднакво добри, значи ќе имаат почесно спомнување. Она што сакам да го кажам е дека во овие видеа сосема на кратко кажувам по неколку збора само за овие романи ги спомнувам, затоа што за повеќето од овие книги веќе имам видеа на каналот што можете да ги најдете, да ги гледате малку поопширни видеа, обично по 10 на 15 минути. Пред да почнам само неколку работи, значи во оваа листа може да има книги што се на македонски или на англиски, значи некои од овие романи можеби ги нема во превод на македонски, меѓутоа мислам дека тоа се можеби една-две книги. Второ, значи тука нема да ги вклучам книгите што можеби сум ги препрочитал оваа година. И трето и последно, рангирањето, добро, во топ 5 можеби на вистина така оди редоследот, меѓутоа редоследот некогаш го правам повеќе ради забава, отколку дека на вистина не знам, така оди рангирањето и нема простор да се движат овие романи нагоре или надолу. Значи ако одиме со книгите што вреди да се спомнат, што не ги стави во тие 5 најдобри книги, ќе почнам со The Crucible од Артур Милер. Ова не е роман, драма е, меѓутоа страшна, одлична драма. The Crucible тоа е оној сад за топење на серебро на такви скапоцени метали, меѓутоа кај нас мислам дека се преведува, не знам дали има на македонски, меѓутоа ја сретнав на интернет како Вештерките од Салем. Артур Милер, познат драмски писател од Америка, инспириран од после од тој движењето или хистеријата наречена мекартизам или инспирирана од сенаторот Мекарти кој што тргнува во лов на после војната, Втора светска војна, лов на комунисти и така натаму и шпиони и сите тие нешта, инспирирана и пишува драма за една масовна хистерија што се случува во на место по име Салем и други места во близина на денешен Бостон, меѓу пуританците. Тоа е некаде крајот на 17-тиот век, одлична драма, значи буквално лов на вештерки. Под вештерки не се мисли само на жени и други луѓе кои што биле, помеѓу нив имало и мажи кои што биле обвинети и убиени. Значи ова е базирано врз вистински случувања. А драмата е одлична. Артур Милер се сеќавам како во средно училиште веројатно ја читавме неговата драма. Таа ни беше лектира сите мои синови, меѓутоа ова е The Crucible или Вештерките од Салем. Втора книга што сакам да ја спомнам е Роб од Исак Башевис Сингер. За него имам снимено видео, можете да го погледнете, меѓутоа исто интересно е што исто така приказната се одвива во 17-тиот век, Полска, значи еден човек евреин кој што ќе се влюби во една жена која што е не еврејка, забраната љубов, значи трагична приказна, многу добро напишана приказна, за време се случува за време на така наречената 30 годишна војна, една од најкрвавите војни во Европа, значи исто и овој роман се действието е во 17-тиот век, меѓутоа во Европа наспроти The Crucible или Вештерките од Салем кој што се случува во Северна Америка. Значи ова е роман кој што дефинитивно вреди да се прочита. Ќе го спомнам тука како трето спомнување. Пред 2-3 години го спомнав романот Стонер од Џон Вилијамс. Од Џон Вилијамс за жал нема ништо на македонски, тој е еден американски писател што има напишано 4 романи, сите во различен стил. Стонер е за еден обичен професор и неговиот живот, меѓутоа тука Butcher's Crossing, така се вика местото на границата меѓу Канзас и Колорадо, и ова е еден младо момче го напушта Харвард, инспириран од Ралф Валдо Емерсон, кој што е предавач, голем мислител во Америка во тоа време, кој што зборува за природата, за спознавање на Бог преку природата. Значи тој е таткото на така наречениот трансцендентализам. Инспириран, напушта се, зема некои пари, го остава семејството негово и оди на границата на последните територии кои што се
да речам освоени и исконтролирани, нели натаму е буквално дивиот запад и тоа е ерата на лов на бизони, на бафала, се приклучува на една група ловци и меѓутоа ќе свати дека таа идеја, таа романтична идеја за тоа како изгледа западот и како изгледа природата и така натаму, не е толку романтична и розева како што ја нашол во книгите, пример на Емерсон и така натаму. Моќен, добар роман. И би го спомнал тука Слепиот буф од Садек Хедајат. Тоа е еден не толку познат кај нас, мислам дека го нема преведено, еден ирански класик од 50-тите години, една сосема луда книга, ја читав на англиски, буквално се движи меѓу надреализам, халуцинација, сон, значи приказна во приказна, значи една сосема одлепена и многу добра приказна која што ќе бара уште еднаш да исчитам со внимание и сигурен сум дека ќе ја доживеам на подеднакво силно или ќе ми се отворат нови разбирања и гледишта за книгата. Секако годинава прочитав и други добри романи и од локални домашни автори. Меѓутоа ви ги спомнувам, ги издвојувам овие романи и оваа драма како интересно читачко искуство. Океј, почнуваме со одбројувањето на 5 најдобри книги што ги прочитав оваа година и на 5-то место одлучив да го ставам Труман Капоти, Солоднокрвно убиство или на англиски In Cold Blood. Труман Капоти е познат писател, ова му е едно од најпознатите дела покрај Поедок кај Тифани. Се занимава, овој роман се сметна за прв роман од жанрот True Crime, со тоа што исто така може да се нарече документарен роман. Зема Капоти едно убиство кој што се случува во 59 година во Канзас, во едно мало место во Канзас, убиено е цело семејство, истражува, има илјадници страници, тоа го претвора во роман, значи буквално додека го завршува романот, тој веќе се спријателува со убиците кои чекаат смртна казна, значи толку се е ни откриено од самиот старт и ние знаеме кој е семејството што ќе биде убиено, кои се убиците, меѓутоа така ги профилира, значи така ги раскажува нивните животи, така ја дава позадината на сите вклучени во оваа приказна, што со толку детали, со толку вештина, што ова е едно многу интересно читачко искуство. На 4-то место одлучив да ја ставам Вегетаријанка од Хан Канг, значи ја прочитав оваа книга, овој роман веднаш откако Хан Канг ја доби Нобеловата награда за литература. Таа јужнокорејска писателка ја имаше оваа книга на македонски од претходно, меѓутоа имав некои поделени мислења, имав некои предрасуди, ја прочитав, романот е одличен и не само за тоа дека она е добра писателка и романот е добро напишан, туку мислам дека ова е еден од романите кои што веројатно еден од 2 или 3 романи кои што не влијаеше на мене само на некакво рационално ниво, туку на емотивно ниво, затоа што ако го читате Капоти, тама гледате неговата историја, интересна е приказната и така натаму, меѓутоа Вегетаријанка ќе делува на вас, или барем на мене делуваше така прилично длабоко, една млада девојка или млада жена која што живее со нејзиниот маж, меѓутоа раскажан е во три приказни овој роман од 3 перспективи. Првата од перспектива на нејзиниот маж, а втората од перспектива на сопругот на нејзината сестра и третиот од перспектива на нејзината сестра. Значи ова е еден роман, суптилен роман кој што и ми се допаѓа. Хан Канг вели дека ако таа воопшто има некаква порака, тоа го прави многу длабоко, многу суптилно, многу елегантно. Значи роман за автономијата, за независноста, за културните норми кои што традиционалните културни норми кои што ја пречекоруваат линијата на индивидуалноста и така натаму. Значи моја топла препорака, на мене Вегетаријанка влијаеше многу сериозно и длабоко. На 3-то место одлучив да го ставам минатогодишниот победник Јун Фосе со неговиот краток роман Утро и вечер. Јун Фосе е норвешки писател, ланскиот добитник на Нобеловата награда за литература. Сериозен писател, ја немам тука книгата, меѓутоа ја има на македонски во издание на Art Connect.
Писател, Јун Фос е еден од ретките писатели за кои што сум рекол неколку пати дека е многу тешко да се зборува за него и дека треба да го прочитате за да видите за што станува збор. Стилот негов е уникатен. Значи тука се зборува за еден човек по име Јоханес, еден обичен човек од едно обично мало норвешко место, првиот ден од неговиот живот, дента кога се раѓа, утрото од неговиот живот и последниот ден од неговиот живот, вечерта и неговото умирање. И во тој последен ден Фосе дава сцени, сеќавања на тоа, на го реконструира неговиот живот, на главните моменти од неговиот живот. Меѓутоа, како што кажав, треба Фосе да го прочитате за да видите за што станува збор, значи нема тука некаква интересна приказна со пресврти или не знам некаква драма, меѓутоа начинот на кој Фосе пишува делува на едно подлабоко ниво. На второ место одлучив да го ставам Исмаел Кадаре и Камена хроника. Ова е една прекрасна приказна што многу ми се допадна. Можеби оживеа приказната малку за мене затоа што се одвива, се случува во местото, родното место на Кадаре, Џирокастро или Џирокастро, кој што имав прилика да го посетам домот негов, да видам кај што се родил. Ева една приказна за неговото детство, за животот во тој град, тој камен град, направен од, буквално може да ја видите и тврдина над градот, камена тврдина и куќите се направени од камен, како кули речиси, растењето, животните приказни за многу луѓе, на неговото семејство, на промена на властите, Втората светска војна, бомбардирања, градење на аеродром. Ова е една прекрасна книга што мислам дека не знам дали има, се надевам дека ќе се преиздаде во некое ново издание, ова е старо на детска радост. Меѓутоа ова беше една емотивна, топла приказна, не романтична приказна, на моменти брутална. Исмаел Кадаре, што да кажем, писател кој што почина оваа година, некаде на почетокот на јули, 2 дена откако бев во неговото родно место, многу интересна коинциденција. Ова е еден одличен роман, одличен писател, ви го препорачувам. И на првото место одлучив да го ставам Кормак Мекарти со Blood Meridian, или Крвавиот меридијан. Ова го нема на македонски, меѓутоа какво читачко искуство, какво искуство беше читањето на овој роман. Кормак Мекарти е познат американски писател, почина пред 2-3 години. Најпознате луѓето најмногу ми ги знаат The Road, патот, има филм снимано, или No Country for Old Men, исто тоа е оскаровски филм, одличен. Меѓутоа се смета за ова за негово најкомплексно, можеби најдобро дело, за дивиот запад, Америка, 19 век, некаде на границата помеѓу САД, денешни Мексико. Значи за тоа се ловци на скалпови, една група, една банда сочината од секакви луѓе, отпадници, и го следи животот на еден лик наречен детето или момчето, како се приклучува на таа банда и одат од место на место, и буквално од бруталност во бруталност, од насилство во насилство, пустош. Значи, и на некој начин може да се смета ова за филозофска медитација, за лудилото на насилството, на суровоста. Некој го сметаат за најпознатиот антивестерн роман, суптилна критика на тоа лудило на дивиот запад. Има еден култен лик тука, судијата Холден, кој што е буквално олицетворение на, речиси, некаква вонземска фигура, на олицетворение на хаосот и на умот истовремено. Значи, куп зборови што не ги, иако мислам дека добро зборувам англиски, што не ги разбирам. Стилот на Мекарти е таков, меѓутоа кога Мекарти ќе земе да опишува за Едисонци или да опишува како изгледа пустината во тоа време, тоа е чиста магија. Тоа беше се за ова видео, тоа беше се за оваа година. Се надевам дека читавте оваа година добри книги, добри романи. Пишете ми во коментар слободно кои ви беа вашите омилени романи, најдобрите романи што ги прочитавте оваа година. Ако не ме следите тука на YouTube, немате стиснато subscribe и like, можете да го направите, тоа ќе ми значи. Можете да ме најдете на Instagram, на Facebook, да ме заследите таму. Веќе има
листа барем на неколку романи, неколку видеа кои што планирам да ги снимам веднаш после нова година, така што не планирам да забавам со темпото, иако снимам колку што можам. Чувајте се, читајте добри книги, ве посакувам среќна нова 2025 година. Чао!